Анел Фидоски е избран за нов шеф на Скопското јавно обвинителство. На чело на ОЈО Скопје застанува со поддршка од 7 гласови за од вкупно 11 членови на Советот на јавни обвинители. 2 гласаа воздржано, а против беа членовите Ермон Незири и Светлана Стојковиќ. 7 Анел Фидоски доби поддршката од Советот и ние ќе го поддржиме до крај. Избраниот фактички во интервју покажа добри резултати и заради тоа некои членовите ценеше дека треба да му се даде шанса. За изборот на Фидоски гласаше и веде републичката обвинителка Анита Тополова Исајловска, но по завршување на седницата, таа одби да ја објасни својата одлука пред медиумите. Обвинителке, може не слушнавме внатре кој е вашиот став ни за ни против. Во трка за прв човек на Скопското обвинителство беа 5 кандидати. Според дебатата во Советот, најсериозен против кандидат на Фидоски беше неговиот досегашен шеф Гаврил Бубевски, кој не доби поддршка за втор мандат, освои 5 гласови за. Иако бил единствен кој доставил програма за работа, за дел од членовите на Советот тој лошо менаџирал со Скопското обвинителство. Не постапувал по кривични пријави од МВР, а обвинителството имало и заостанати предмети со мала ефикасност. За Фидоски пак членовите на Советот имаа пофални зборови. Бил обвинител со кредибилитет, имал визија за ефикасност, а можел да воспостави и подинамична работа во обвинителството. Фидоски досега беше дел од Скопското јавно обвинителство. Во својот речиси 12 годишен работен стаж бил обвинител во случајот Тенковски делови, каде обвинет беше експремиерот Владо Бучковски. Ги гонеше убијците на Никола Саздовски, а го водеше и предметот за малата Тамара од Велес. Негов предмет е и случајот Усје по поднесена кривична пријава од поранешната градоначалничка на Скопје. Зоран Јаневски, Сител телевизија.